Потребни се промени во владата, а не во партиите. Само тогаш Македонија ќе тргне напред. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски по вчерашниот состанок на Централното председателство на ДУИ и превирањата и поделбите во партијата кои навидум стивнаа со новите промени, смета дека не се потребни ситни интервенции во партиските раководства, туку предвремени парламентарни избори. Според него досега заеднички именител на ДУИ и СДСМ се лажењето, крадењето и лошите политики и се надева дека партијата после овие промени ќе почне да работи во интерес на граѓаните. Она што е заеднички именител за ДУИ и СДСМ во овој момент се, како што кажав и во одговорот на првото прашање, тоа се лажењето и крадењето и лошите политики. И важно е во овие тешки времиња на граѓаните да им понудиме решение за напластените проблеми, а богами ги има такви многу. Парцијални промени не се решение за проблемот, треба да се промени владата, колку побрзо владата се промени и дојде нова влада која што ќе го има народниот легитимитет, толку побрзо на Македонија ќе тргне. Портпаролот на ДУИ Бујар Османи вели дека односите во партијата сега биле добри, а по Централниот одбор ке се почувствувала новата енергија. Груби не бил казнет, туку унапреден. Но случувањата на состанокот фрлија уште еден сомнеш, дека функционерите на ДУИ не секогаш ги почитуваат уставот и законите. Па така во јавноста се појави дилема. Зошто спикерот Талат Џафери присуствуваше на овој состанок, кога според член 67 од уставот, забрането е председател на собранието да има друга јавна функција, професија или функција во политичка партија. Бујар Османи го правда Џафери, седел во последните редови. Председателот на собранието Џафери многу внимава баш на овој аспект. Вчера не беше седнат кај што му е местото на првиот ред, туку намерно сакаше да покаже внимание и респект кон позицијата што ја има како прв меѓу еднаквите во парламентот. Ниту Груби очигледно не ги почитува правилата и законите. Па така на состанокот во Мала Речица се појави со службено возило, кое е платено со пари на граѓаните. Од видеото се гледа дека Груби дошол и заминува со службено владино возило, кое не смее да го користи за приватни или партиски цели. По ова, вице-премиерката за политики за добро владење Славица Грковска само најави дека ќе барала објаснување од нејзиниот колега зошто на партиски состанок пристигнал со службено владино возило.